Забележано, ли? Имаме се забележено гарантно писмо се има. Това е писмото, гарантното писмо и са го приложили. Носите ли ги пасош? Я ги практики ги носи, я ги църти се има. Дай казвай твой пасош от това. Давайте пасошите с църтите се. На 5 одем и на 7 една И що сте сега ви обележени? Обележени шо? 20 души такви. От Църник. Има. Без причини се ове печати. Зошто се и неправедно неки да разговара с нас. Думи. Що ми е по граница? Идеме на граница. Чекай. Чисто ни върнем исто, как мен да са ме върнали. Това е да... Ние сме жива сток. Учия се две църкви. Ево ви гарантно писмо, оригинал и печат. Ево. Ко ти е името? Елвис Адилов. Елвис, колко години имаш? 29 години. Работиш некъде? Работам по Црна Гора. 5 години одам по Црна Гора, немам никакво забрано. Сега одам на 2 пъти, враќаваме. Први път због причина, немате гарантно писмо, не знаеме кај идете и не вратија. После ние на газата звониме, газата не праќа оригинал преку пошта, не стига тоа. Оригинал преку писмо, одеме ние на граница, они гледат тоа, имате забрана од владата, роми, да не смее да се пушат, да мине граница. Да. Због која причина, да немам излез. А због која причина е тоа? Владата, зашо сме ние? Дека живееме? У Македонија ли живееме? Или од Тунгиза ли живееме? Или сме држави? Немаме ние, не сме македонци да се предаваме за бугарски паш. Ние сме роми, у тоа Македонија тука живееме. Немам излез, значи нигде. Од сега не е запал. Он шо не нас смета? 100 кили? Шо не смета нас? Зашо ние сме? Ставија ли ви некој знак на пасоша? Ево и знаци. Да не може да напуштиме државата, никаде да напуштиме. И зашо са тие печати, нека ни каже тај господин Груевски. Нека не каже зашо сме тие, зашо не враќа од граница. Имаме гарантно писмо, како одеме да работиме. Да. По колко? И одеме на граница, ние го прашаме тај граничаро, добро господин, зашо се враќаме, ни кажете не, вие сте вика трета класа, немате никаква вера. Која сме таа вера, кажи ни ти која сме таа вера, ни која сме таа трета класа. За тоа да господине Груевски, го замолуваме да не објасни која сме ние таа класа, трета класа. Да ние не се знаеме која сме класа, не чекаме од него одговор да не каже која сме таа класа, знаеме класата и дека сме ние држави се. Дали сме у Македонија, дали сме у Африка, да не каже да знаеме да се зберем портали си одеме. А за гласови додат дома, молат не така ќе би така, се овај пат. Коже, од Црник да не се појавува за гласови. Го молиме, господине Груевски, да не се појавува за гласови више да збира од Црник. Да, како се чувствувате кога ви пишуваат знаци? Знате како ли? Како се чувствувате? Ние сме дискриминирани ромите од село Црник. Не само ромите од село Црник, у цела Република Македонија. Значи владата, господин Груевски, изјави, сите малцинства имат права на се, ама малцинските права ги немаме лично ние ромите. Нас не третираат како некоја стока и се усеќуваме дискриминирани. Дискриминацијата се врши строго врз ромите во Република Македонија. И господинот Груевски, апелираме лично до него да ги преземе своите мерки. И ако мисли дека ние сме единство
во Република Македонија и да знае господинот Груевски дека ние сме лично државјани на Република Македонија. Ние немаме бугарски пачови, не сме бугарофили и да не третира. Ако мисли да не третира, да си земеме некое друго државјанство. Лично го апелираме тоа до господинот Колку во Груевски. Црник имате со вакви цртки на пасошите? Ба, околу 20 луѓе до 30 луѓе има со такви црти. И граничарите тачно масовно рипат околу нас. И достом и пендраците покушаат да ги вадат да не ударат во границата. А вие шо барате во Црна Гора? Тоа да ми го кажете. Ние бараме работа. Пошто господинот Груевски што не ги дава овие 2000 динара со 4-5 членно семејство со 2000 динара не се живее. Ако ни е добро во Македонија, тука во село Црник, ако сме вработени нема да одиме никаде, ни у странство нема да одиме никаде. Осеќаме се дека сме гладни, немаме доволно екзистенција за живот и мора да одиме да се створиме да работиме. Шо работите? Како шо работите во Црна Гора? Сечеме дрва со џаги, береме дрва, цапеме, тоа дотур правиме ние. Колку ви плаќаат? 20 евро дневно. 800 евра месечно, толку. 20 евро. А тука зимам 2000 денара, а 6 лена. 5 дена да работи. За дека тие пари Дали за струја, дали за струја, Дали за брашно, дали за леп. Не, кажемо оти. Значи нема шо. Бој, само да ми го кажеш. Јас се викам Енвер од село Црник, државјанин на Република Македонија, се осеќам како државјанин, Патров. Енвер Патров, колку души ве вратија сега? Па најмалку ги има околу 20 до 30 Да, а луѓе. последниот пат? Последниот пат четворица. Тоа е пред 3 дена. И тоа пред 3 дена се оди, се повторува истата случка, утредента пак се оди со гарантно безмо и пак истото. Достоми граничарот покуша со палка да удара по нас. Вие сте жигосани кои евреите во на... Башко евреи. Да, браво. Башко евреите. Така не третира господинот Груевски. Така сме жигосани. Ме дај понатука диктафонот. Име ми е Ридаров Шериф. Тачно, јас сакав да го зборам тоа, ние сме како евреите. Јас се осеќам лично како заробеник. Некои имаа права со пасоши за бугарски пасоши, на секаде им се вратите отворени, а ние циганието, јас сум заробеник, јас осеќам заробеник. Фамилија имам, 1000 динара, струја да плачам, ништо да правам. Јас се осеќам не човек, стока. Значи ние умираме, слободно циганите одлади. Гладни сме, ние ќе попадаме веќе одлади по улиците. А покушуваме да вадиме парчелеп некаде да одиме, одма што се научија црти, поништување пасош. Зашто? Поубаво нека земат некои пушки да ни степат како евреите, една дупка и нека не закопат да не постоиме, а не да лажат. Ние даваме права, ние така, ние вака. Ние сме цигани, не си ја понижавам верата. Ама, исто да ви кажам, јас сум македонец, у Македонија сум роден и не ја понижувам државата, македонец сум, него сакам правата да ни ги дадат, а не да не малтитират на политички начин, а викат дека имаме права. Ако сме цигани и ние како нив сакаме да јадеме, вода да пиеме се. Ја мислам дека сме сите од крв и месо, а не да не малтитират како евреите на политички начин. Подобро да ни спотепат да немаме никакви права. На кај неа вака ќе го држиш ова, ева, име, презиме и функција, организација. Потивко, ве молам, потивко. Тргнете си. Ромина Кајтазова. Погласно зборувате. Ромина Кајтазова, работам во невладината организација КАМ како параправник. Тоа е пружање на правна помош од лица што не се правници. Да. Кажи ми, Ромина, како вие во невладината организација го коментирате ова што се случило со луѓе во Црник? Па вака, прво, навистина многу трагично, затоа што овие луѓе се затворени тука во ова село, како што знаете, сите од нив не се вработени и преживуваат од таа сезонска работа и навистина многу трагично затоа што еве со тие забрани што им ги ставаат на границите, тие се осудени да останат тука и да преживуваат. Од наша страна ние не можеме многу да направиме, но сепак ќе се потрудиме со барања до Комисијата за антидискриминација
тоест со представки до Комисијата за антидискриминација да го пренесеме проблемот. Да, што вели вашата евиденција? Колку роми од овој регион се вратени од границите? Па до сега ние имаме информација дека се околу 20 на роми. Значи, ова е како втор случај, 10 што се вратени, сакале да отидат во Црна Гора на сезонска работа, а претходно имавме изјави дека се вратени луѓе што сакаат да одат како туристи во западноевропските држави. Имаше случаи со професорка, нели една? Да, имаше исто така случај со професорка која што имаше покана и гарантно писмо од Оксфорд универзитетот, но сепак беше вербално малтретирана и не беше вратена, но сепак беше негативно третирана од страна на граничната полиција. Да, како го коментирате? Ова е веќе нарасна дискриминација. Дали државата може да се штити на овој начин за да ја спаси визната либерализација? Што преземате друго вие мислите? Па, ние веќе имавме некаков состанок со секторот за миграција и тие, значи, овде како регионален сектор не можат да делуваат повеќе. Тоа е наредба од самата влада, нели, самиот профил е направен од владата и тие се како натерани да реагираат по тој начин, затоа што е тоа наредба добиена од самата влада. Но сепак ние како невладина организација, еве и со барање до секторот за миграција, ќе се потрудиме, нели, да постигнеме некаков договор, цртите кои се ставаат на пасошите на луѓето што сакаат да ја преминат границата да бидат отстранети и се надеваме дека истото ќе биде успешно, нели, ќе донесе позитивни резултати. Како што реков на почетокот, ние не можеме многу да направиме, затоа што тоа се границите на нашите можности, но сепак тука сме ние да покренеме иницијатива и самото тоа да постигне некои позитивни резултати. Исто апелираме до господинот Амди Байрам, исто Неждет Мустафа, до министерието, исто до таму министерка за труд и социјала, некоја си дилавера таму што не ја познаваме, апелираме лично до нив да преземат некои мерки за ромите, не само да седат на столчињата за по 2000 до 2500 евра што ги примаат давачките од владата на Република Македонија. Исто така сакаме само да му се заблагодариме како личност и како најдобар меѓу ромите Самка Ивреимов, кој се највеќе потруди за ромите во Македонија. И ја гледавме и ја следевме неговата изјава на телевизијата. Му честитаме и така да продолжи господинот Самка Ивреимов. А другите за столчињата овие што се врзани, нека си ги држат да не се ларат во Црник да идат веќе. Кали или скакова? Било исто си. Ја ти фотокоп. Тај не. А беше се на тебе, тоа не беше таму. Ја зададам ти коло кај јазик ти као. Ајде, ја. Са рекат ќе да скобовските, ајде, ја. А едно надополнување. Нема наш човек, нема што да се плаши. Мислиш да помага това нешто? Таму има шаторите. А господино, имаме балкони со цвеќиња, наредено, имат ромите се